Наставните говори на нашите еминентни гости ќе бидат проследени. Почитуван министер за здравство, господин Филипче, почитувани министри, заменици министри, државни секретари, директори на јавните и приватните институции во Република Македонија, почитуван господин Ханс Клуге, директор на Одделот за здравствени системи и јавно здравје во Светската здравствена организација, почитувана представнички на Светската здравствена организација во нашата земја, господјо Жихан Тавилах, драги лекари, почитувани професионалци од здравството, почитувани гости, почитувани медиуми. Многу пати досега сум кажал и денеска уште еднаш ќе повторам дека здравјето и благосостојбата на граѓаните за владата на Република Северна Македонија се едни од врвните приоритети. Заради здрави граѓани значи и посреќни граѓани. Здрави граѓани значи граѓани кои можат да заработуваат за себе и за своето семејство и активно да придонесуваат за целото наше општество. Годинава во буџетот за здравствена заштита се издвоени средства во износ од 30 милиарди денари, што во споредба со 2018 година е за околу 2 милиарди денари повеќе. Создавајќи сигурен и цврст здравствен систем кој што за сите ќе нуди безпрекорни услуги. Република Северна Македонија истовремено исполнува една од 17 цели за одржлив развој во агендата за одржлив развој 2030 година на Организацијата на Обединетите нации. Постигнување на целите кои се содржани во целта за одржлив развој под број 3, која што вели: обезбеди здрав живот и промовирај благосостојба за сите граѓани на сите возрасти, може да се направи исклучиво преку напредување на превентивната здравствена заштита. И затоа, во фокусот на владата е токму да обезбеди и да гарантира дека примарната здравствена заштита ќе биде носечки столб на целиот здравствен систем. Но во исто време, примарната здравствена заштита го представува и целокупниот пристап на општеството кон здравјето на луѓето, односно кон стремежот здравствените услуги што побрзо и што поблиску да стигнат до граѓаните и да бидат прилагодени на нивните потреби. За создавање на високо квалитетна и безбедна примерна здравствена заштита неопходни ни се мултисекторски политики и активности кои што ќе се создаваат и ќе се реализираат заедно со заедницата. Здравјето и благосостојбата на луѓето првенствено произлегуваат од интеракцијата на социјалните, економските и еколошките детерминанти, односно на нив се повеќе влијаат фактори кои што се надвор од здравствениот сектор. Од тука, за да постигнеме социјална и здравствена еднаквост, потребни ни се координирани политики на неколку нивоа и во неколку сегменти, односно измена на одредени закони и прописи, промена на средината, како и информативни и едукативни кампањи. Многу често, политиките кои што ги создаваат или дејствата што ги преземаат другите сектори, понатаму индиректно или директно влијаат врз здравствениот сектор. Например, ако во текот на образовниот процес наставниците не ја втемелат навиката за физичка активност кај дел од учениците, тие во подоцнежните години од животот можеби ќе бидат почесто болни од учениците кои редовно практикуваат одредена физичка активност. Затоа, примарната здравствена заштита треба да ја препознае улогата која што играат сите останати сектори, почнувајќи од финансиите и индустријата до образованието, земјоделството и урбанистичкото планирање. Истовремено, примарната здравствена заштита треба да се осигура дека овие сектори се свесни за влијанието на нивните одлуки врз здравствените резултати и тоа секогаш да го имаат на ум при процесот на носење на одлуки. На самиот крај, дозволете да ви посакам успешен форум овде во Скопје, а на гостите убави спомени да понесете заедно со вас од нашата земја. Благодарам.